Да, премиерно на телевизија 24 ово што можевте да го погледнете се новата песна и видеоспот на Златко Лозановски насловени "Ова лето ќе се памти", и јас би рекла можеби на некој начин и очекувано, затоа што во овој период голем дел од македонските изведувачи веќе не освежија со нивни нови песни и видеозаписи, а што се однесува конкретно до Владко, на некој начин и редовно тоа се случува. Драго ни е што ќе позборуваме за се она што е ново кај него, за неговите настапи, конкретно за тоа што го погледнавме, и затоа е време да му посакаме добри дојде во Македонија денес. Добро ве најдов. Здраво. Драго ни е што си по прв пат наш гостин во Македонија денес. Да, прв пат се гледаме, да. Така, ова лето навистина ќе се памти. Дај Боже, се надам подобро. Се надеваме и ние, навистина, да. Навистина убав спот, убава песна. Јас би започнала сепак со тоа која пишуваше, која направи песната, кој го реализираше спотот, затоа што секогаш некако навистина песните на Владко се издвојуваат и оставаат некој белег на македонската музичка сцена. Па да, генерално сите песни што ги работиме последниот период и неколкуте години наназад, ги работам заедно со мојот продуцент Лазар Цветковски. Тој се подпишува и на голем број на песни како автор и комплетен аранжман ги прави на сите песни. Додека текстописците се кој е Магдалена Цветковска, кога Мила Миланов, кога мојата сестра Марија Лозановска. Конкретно за ова песна Магдалена Цветковска се подпишува на текстот и Мила Миланов помогна многу околу текстот. Спотот е сниман во Стење, на Преспанско езеро, снимане во Битола, во Ресен. Снимане со Веста продукција од Битола. Тоа е моја прва соработка со нив и ми се допаѓа како размислуваат, како функционираат. И на задоволство на сите ве гледам дека има добри реакции, добар фидбек. Претходно беше песната пуштена по радиостаниците веќе месец ден. Гледам дека на многу топ-листи беше на добро завидно место, се надевам дека и понатаму ќе се надевам искрено ние и тоа го посакуваме. Велиш ете задоволен си конкретно од оваа соработка, колку барем ете досега и ти самиот сакаш да учествуваш во процесот и на создавање на песните, но ете и кога во прашање идејата за видео, за песните и така натаму, дали тоа единствено го оставаш на оние кои што е тоа нивна задача и официјално, или и ти учествуваш секогаш тука со твои идеи и замисли? Па да, обично имам и некоја и моја замисла. Горе-долу им кажувам што би сакал, што би не сакал да правам. Ја искрено не сум глумец. Мојата работа е да ја направам песната како што треба, мислам, изедувачкиот дел и да се појавам на видеото онака како што треба, убаво, педантно. И гледам што помалку се имам такви актерски моменти. Оставам повеќе на другите што се околу мене. Но сепак мора и во тие води малце помалку да се трудиш, да, и тука да има едно убаво издание. Така да. Добро, се во мода е и секако артистот да биде во позадина, па да да има во спотот да бидат сосема други личности. Да, како викаат, се повеќе музиката се гледа него што се слуша. Така да многу повеќе гледаат се какво видеото, кога е добро видеото, обично и песната има поголема тежина. Подобро котира, да. Да споменеме и девојката, бидејќи ние самите те прашавме веднаш кога дојде кај нас во студиото. Сепак на некој начин вие двајца во главна улога од почетокот до крајот на спотот. Која е оваа девојка? Девојката е Ана Трајковска од Куманово. Ова е нејзин прв спот. Прво вакво искуство и баш супер се снајде девојчето. Многу позитивна личност и ми се допадна на многу нормално. Така е, да. Навистина изгледа супер, да. И таа, тоест и двајцата и комплетно целиот видеозапис. Да позборуваме еве малку и општо за музикава, знаеме дека имавме музички молк, меѓутоа сепак јас би рекла, барем тоа е мое лично мислење, дека на дел од нашите изведувачи не толку им посмета во смисла што и во текот на тој период се создава и нивните видеоспотови дали на YouTube или социјални мрежи и нивните песни спотови најден начин да стигнат до публиката. Може да се каже дека и ти си дел од нив. Ете колку си задоволен од изминатиот период и од сето тоа што се случуваше со твоите песни, како котира, како ги прифати сите тие публиката? Па искрено првата половина од мојата 10-годишна кариера некако супер се одвиваше, постоја многу медиуми, постоја многу емисии кои што
ја поддржувам македонската музика и тоа како, и со тоа имавме голема побарувачка низ Македонија по дискотеките, така и се створи онаа публика која што имаме сега во моментов. Али последниот период некако тоа не ми се допаѓа како функционира, не сум искрено мене тука и на сите колеги. Некако сите помалце губат мотивација и желба да работат со музика, посебно со авторска музика. Баш тој момент кога беше забраната баш на македонската музика, ја баш таа година извадив 2 номери. Да, токму за тоа постои тоа прашање. Беше Жена како ти и Бомбона. Мислам тука не бев спречен за да направам уште поголема промоција поради тоа што тука ни се социјалните мрежи, интернетот кој што и тоа како ни помага. Но имаше и некои медиуми кои што иако имаше мог, сепак не поддржуваа, не пушта, можевме да ги слушнеме на некои радиостаници. Така да можеби ако не е YouTube можеби не би постоеле сега во овој момент. Тие неколку што сме изведувачи кои што правиме македонска авторска музика. Така да, токму затоа и телевизија 24 се труди да ја поддржи македонската музика. Кога станува збор за создавање на нови музички парчиња, дали можеби во иднина планираш некое ново музичко дело, односно еве веднаш по оваа песна, дали планираш да издадеш нешто ново кое што ќе биде исто така добро за слушање? Да. Можеби некоја балада, можеби некоја побрза песна. Па да, веќе има неколку кои што ми пишува, веќе извади некоја балада. Последно време се ваѓам некои така поразиграни, да. Повеќе сакам да се така попозитивни со и ведри, да, баш така, со позитивен текст. Можеби затоа што ги ваѓам баш летен период, таков и периодот, луѓето сите одат на одмори, размислуваат, само на одмор размислуваат, на вода, на езеро, плаж. Намерно само во летен период ги вадиш песните? Тоа е со цел или? Па, последно време така испадна, можеби случајно. Мада во Македонија треба и тоа колку време да се отстапи време за некоја песна да влезе во уво кај слушателот. Па можеби следна песна можеби била балада. Искрено би сакал што поскоро да извадам друга песна. Доста уште малце време на ова лето ќе се памти, нека помине летото. Да, оној прв период кога публиката ја прима. Да, после тоа можеби ова есен ќе се памти. Да, публиката бара балади затоа што сепак и имаш неколку балади во кои што си можеби најпрепознатлив. Да. Во секој случај може ли да се кажете барем досега која е првата песна онака синоним за Владко Лозановски? Која песна најмногу тебе бара да изведуваш во живо, можеби на настапи? Да. За која највеќе добиваш коментари дека и се допаѓа на публиката? Па мислам дека и сите би се согласиле со тоа дека најмногу што ми направи лична карта моја тоа е Сонце не ме грее, каде што најмногу со неа ме асоцираат, но покрај неа тука и Мандарина, и последно време Жена како ти, мислам дека тие се неколку песни, не дека другите ги запоставувам. Ето имаше еден период кога и Душо Варлио па на други пазари ме запозна, поточно српскиот пазар. Да. Така да мислам дека Сонце не ме грее таа така што на некој начин јас сум препознатлив. Да, еве сега гледаме Жена како ти, навистина преубава песна. Морам да споменам дека спотот е навистина убав. Одбрани девојки, одбрано место. Каде се работеше конкретно овој спот? На кои се локации е сниман? Искрено ви кажам, дека на различни локации во Македонија. Да, искрено јас само неколку локации ги знам кај се снимани, поради тоа што јас не сум во видеозаписот. Да. Конкретно беше идејата моја за да има 4 девојки кои што асоцираат 4 различни времења. Да. Има, например, есен, продле, лето, зима. Еве, тука е зимата. Да. Има неколку места, мислам дека е Козјак едното место. Во секој случај македонски убавени и македонска природа. Девојките се супер, добро изгледаат и добро испадна видеозапис. Да подборуваме малку и за настапите. Колку во последно време публиката може да те слуша во живо, кажа зависно, тоест медиумите многу помагаат во тоа колку еден изведувач ќе биде баран и од страна на менаџерите, сопственици на локали, публика и така натаму. Како за тебе изгледа овој период и како ќе помине летото? Дали ќе биде работно или повеќе ќе има време за одмор? Па ќе има време и за одмор и за работа нормално. Има некои фестивали, неколку места кои што во Македонија треба да се посетат овој период. Искрено, за жал, многу голем подем е кај нас таа турбофолк и српската музика, која што за жал
голем замав зеде во Македонија и мислам дека уште поголем замав ќе зема. И поради тоа и таква побарувачката да по дискотеките се бара таква музика, но нормално има простори за популарната, забавната музика, мислам за било каков жанр на музика. Така да секаде низ Македонија може да ме видат публиката. Мислам на оние места каде што има летни дискотеки и тоа е. А дали може би планираш оваа година да се појавиш на некој фестивал? Искрено не. Зошто сите пејачи, до сега сите со кои што разговаравме, од никого не добивме позитивен одговор? Затоа што нема добри фестивали, за да можам да се појавам тука во Македонија. Имаше, за жал, не постојат повеќе. Веќе ги посетив сите фестивали кои што можеа да се посетат. На почетокот се појавив и на Макфест како дебитант и изедов и прво место таму, после тоа на Звездена ноќ во Охрид, па после тоа на Славянски базар во Белорусија, неколку фестивали во Украина, Бугарија, Молдавија, па и на Евровизија со покојна Есма бевме во 2013 година. Токму Тринава ни беше и креаторот на таа креација која што ти ја носеше, да. Ето така се погоди. Се погоди баш. Не намерно. Така да ја би сакал да се појавам на фестивал, би сакал да добиам покана, доколку е тој добар фестивал кој би поминал во најдобар ред. Би сакал да се појавам искрено на Скопски фестивал, но кога би биле сите работи како што треба. Да, организацијата на малку повисоко ниво. Јасно, до сега последниве неколку години фестивалите не се на некој завидно ниво и затоа можеби не се појавувам на фестивалите. Да, сепак и тие неколку изданија на фестивали кои што ги имаше донесоа убави песни и добри хитови од различни изведувачи. Сме зборували со други македонски пејачи на оваа тема. Колку ти сметаш дека е важно пред се вие како колеги меѓусебно на своите настапи да изведувате македонска музика? Самиот кажа колку музиката од соседните земји е барана, меѓутоа веројатно освен песните на Тоше Проески кои што се безвременски, сите изведувачи веројатно сакаат да ги пеат. Дали еве конкретно на твоите свирки и настапи има простори за музика од некои други колеги? Како не, јас ги настапувам уште од почетокот, кога настапувам ги пеам уште од почетокот на мојата кариера, пеам песни од Дарко Илиевски, од Димитар Андоновски, па дури од женски пејачи пеам од Магдалена Цветковска, од Ламбе имам пеано, од Нокаут. Мислам, баш би ми било мерак уште повеќе да пеам на македонски изведувачи, отколку да пеам од некои странски изведувачи кои што многу е подобро да се испочитува она што го правеле македонските изведувачи. Тука сепак живееме ние на такво тло и тоа е тоа. Така треба да се почитувате едни со други во секој случај. Која песна можеби е најбарана и лично твоја песна? Зборувам од публиката за да ја изведеш на некој настап. Има ли некоја која што се издвојува? Па искрено има, да. Мандарина е една од побараните мои песни. Жена како ти, кога мене ќе мене имаш како тебе, нема друга. Нема ден, нема ноќ, исто така ми ја бараат многу, очи што тајни кријат. Од баладите Душо Варалјева ми ја бараат многу, така да има неколку песни кои што се издвојуваат. Се случило во една вечер да те натираат по 2 пати да испееш една песна? Да? Не само 2 пати, 3 пати. Али тоа се случува обично кога песната е промовирана. Еве, исто како ова лето ќе се памти, е таза им се допаѓа на сите и тоа што сакаат уште неколку пати да ја слушнат. И се надам дека и понатаму ќе биде така. Да, е Боже да биде така. Да, еве бидејќи летен период, малку да те прашаме и што се однесува до начините на кои што ти се релаксираш и малку ќе се одмориш. Убав период за тебе, нова песна, сега се тука реакциите кои што стигнуваат до тебе, но во секој случај како сакаш и ти да се релаксираш? Зборувам, еве имаме и доста музички настани, свирки од различни изведувачи. Каква музика сакаш ти да слушаш и да дотидеш на свирка на одреден настап на кој што ќе се чувствуваш убаво? Обично, периодично мене ми се случува да слушам различна музика. Некогаш ми се случува да слушам, не знам, латино, па некој пат изворна македонска, некогаш се случува и метал да слушам, и поп, и рок. Нормално зависи од периодот, кога е обично овој период кога има сонце се слушаат такви поведри песни, но обично сум љубител на тие старите од White Snake, Scorpions, Deep Purple и така. На историските песни. Да. Владко, ние сме на самиот крај од емисијата Македонија денес. Тука би ти се заблагодариле што одвои време
да дојдеш во оваа емисија, секако со цел да се промовира новото видео, новата песна, па се надевам дека повторно ќе се видиме, ќе позборуваме малку и подолго ќе можеме да позборуваме, затоа што навистина има со тебе што да се разговара. Секако тука сум било кое време, ви благодарам на поканата. Ти благодариме уште еднаш и ќе ти посакаме да имаш убаво лето, уште многу нови хитови и во секој случај дека ќе очекуваме ќе има простор да ги промовираме тука кај нас. Ти благодариме. И јас тука искрено се надевам дека на убав начин ќе го заокружиме ова денешно издание на Македонија денес, заедно со сите оние кои што беа дел од нашата денешна емисија. Ќе ве потсетиме дека тука ни со социјалните мрежи местото каде што вие можете да ги дадете своите реакции, коментари, а секако и предлози за она што сакате кај нас да го гледате. Така, секако повторно гледајте не утре во истото време од 10 па се до 14 часот. Останете со телевизија 24 до гледање.